Мане Чучков. Емануел Мане Чучков е роден во Штип на 27 ноември 1901 година. Починал во Скопје на 1 септември во 1967 година. Чучков го завршува основното образование во Штип, гимназија во Скопје, а дипломира 1925 година на Филозофскиот факултет во Белград, на фундаменталната група за географија, антропогеографија и физичка географија, етнологија и етнографија, историја и словенска филологија. Како ученик, во 1919 година се вклучува во социјалистички кружок, активно учествува во агитирањето за време на изборите и во 1921 година, пошто за прв пат бил приведен од полицијата. Во 1923 година Чучков е еден од учесниците во основањето на огранокот на Македонската младинска тајна револуционерна организација. Во 1924 година на митинг во Штип Чучков бил уапсен и затворен. Повторно е затворен во 1927 година и е еден од обвинетите на Скопскиот студентски процес, но поради немање докази е ослободен од обвинението. Првото службување како стажант му било во Охрид, каде повторно бил затворен. По ослободување, стажирањето го продолжува во Србија. Во 1929 година го положува професорскиот испит во Белград, пошто службува се до 1941 година како гимназиски професор во Србија и Босна. Во меѓувреме, една учебна година, 1935 и 36 година, работи во родниот град, а во 1941 година во Великата медреса во Скопје. По бугарската окупација, како внук на војводата Ефрем Чучков, Мане Чучков е поставен за директор на гимназијата во Прилеп, а потоа во Скопје и Штип. Во 1943 година Чучков станува член на групата интелектуалци кои го сочинуваат акциониот Народно-ослободителен комитет. Во април 1944 година станува член на проширениот состав на иницијативниот одбор за свикување на АСНУМ. На почетокот од мај 1944 година, заедно со Методија Андонов-Ченто и Кирил Петрушев, заминува за ВИС на средба со Народниот комитет за ослободување на Југославија, на чело со Јосип Броз Тито. Во август 1944 година учествува на првото заседание на АСНУМ и е избран за член на президиумот на АСНУМ како негов втор потпредседател. На 14 август президиумот на АСНУМ го избира за член на комисијата за утврдување на престапите на окупаторите и нивните слуги. Како представник од Македонија, на 30 август 1944 година е испратен во Народниот комитет за ослободување на Југославија. Ја врши функцијата повереник за земјоделство, а на 7 март 1945 година, кога е формирана привремената сојузна влада на чело со Јосип Броз Тито, станува министер за Македонија. Ставовите на Чучков како сојузен министер за Македонија во раководните кругови на Федерацијата се оценети како националистички, сепаратистички и антијугословенски, поради што е тргнат од функцијата и е вратен во Македонија. Како деградиран, од 1946 до 1950 година е пратеник во Народното собрание на Македонија,
а од 1946 до 1947 година ја врши функцијата директор на Народната библиотека во Скопје. Како музиколог, етнолог, во 1947 година го основа Заводот за домашни уметнички ракотворби, македонски фолклор. А од 1948 година станува соработник на новооснованиот Институт за национална историја. Во 1949 година станува директор на Државниот ансамбл за народни песни и игри Танец. Во 50-тите години повторно се враќа на својата професија и извесно време е подпредседател на Комитетот за високи школи. Потоа, во 1954 година станува хонорарен доцент, а во 1957 година и редовен наставник по економска географија на Економскиот факултет во Скопје. Во март 1958 година ја одбранува порано започнатата докторска дисертација Овчеполе, географско-стопанска студија. Автор е на повеќе универзитетски и средношколски учебници и прирачници и истражувања од областа на историјата, географијата, економијата, фолклористиката, етнографијата и посветата во Македонија. Својот живот го завршил како професор на Економскиот факултет во Скопје.